вечерашниот Филмополис, премиера на новото Джеймс Бонд продолжение. Филмски фестивал во Лондон. Тајната книга на Владо Цветановски. Документарец за Викиликс херојот Џулијан Асанж. И на крајот, вистински филмски монтажни колачиња. Добро вечер и добре дојдовте во филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. И вечерва по 413 пат, во следните 30 минути ќе се обидеме да го задржиме вашето ценето внимание. Сметајќи дека штом сте со нас, тогаш сте вистински љубители на седмата уметност и секако на фактот дека сме стари и добри пријатели веќе 10 години поред. Емисијата ја стартуваме со минатонеделната премиера на новото 23-то Джеймс Бонд продолжение, во кое главната роља ја игра Даниел Крейг по трет пат во неговата кариера во филмот насловен Небесен пат. За останатите пикантерии поврзани со новото 007 поглавје и секако за новите Бонд девојки во првиот блок во вечерашниот Филмополис. Се селиме во Лондон на светската премиера на Небесен пат. Стартуваме. Дваесет октомври 2012 беше денот одреден за светска премиера на 23-тото продолжение на сагата за тајниот агент Джеймс Бонд, настан на кој во легендарниот Ројал Алберт Хол присуствуваше и дел од британското кралско семејство. На црвениот килим можеа да се видат Даниел Крейг, Џуди Денч, Наоми Харис, Ралф Фајнс, Бернис Марлоу, новиот негативец, шпанскиот актер Хавиер Бардем, потоа режисерот Сем Мендес и секако вечната продуцентката Барбара Броколи. It's terrific. We think Sam Mendes has done an amazing job. Daniel Craig, the whole cast are extraordinary. It's lots of action, lots of excitement, and some real human emotion as well. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. I'm your new quartermaster. You must be joking. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. По трет пат Даниел Крейг го игра агентот 007 според многумина најдобриот Бонд досега. Успехот лежи во добрите сценарија кои од шармантен и джентлменски агент од современиот Бонд направија помалку патетичен лик, кој од друга страна пак како и во Казино Ројал и Quantum of Solace, така и во Skyfall, многу често е повредуван како физички, така и емоционално. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Happy Bond. I just had fun with it. I mean, that's what you got to do. You know, it's a rare thing to do. So. And were the action scenes tough because they're big? They're much bigger in this film than we've They're seen. never that tough. They're what they are, and you just have to make them as bigger and as good as you can. And I try and take as much part in them as I can. And last time you hurt your arm quite badly. Yeah. I was in a sling the last time I did this. Did you get away unscathed? I was fine. Yeah, absolutely fine. Оскаровецот Хавиер Бардем во Небесен пат го игра Раул Силва, поранешен шпион кој сака одмазда. Бардем има неверојатна актерска кариера, но вели дека снимањето на овој филм е едно од најдобрите искуства во неговиот живот. Am I 6? So old-fashioned. She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. I would say this by far one of the most, I would say in the top 3 of the most enjoyable and pleasant journeys, professional and personal. Really. I mean, why? Because the movie was great, the character was amazing, and the people. It's always about the human nature of the people, in the sense that you're working with human beings. And that's what makes the difference. In this case, it was a great group of people. Little tunnel ahead. I'm going to lose them. Can you get into a better position? Negative, there's no time. Take the shot. I say take the shot. I can't, I may hit Bond. Take the bloody shot.
4 years with Piers, the 4 films with Piers, and then Daniel taking over, a different kind of Bond in a way from Piers, a Bond kind of for our time, and our relationship, I suppose, by the very fact that I've grown older, our relationship has changed ever so slightly. It's become, I don't want to say maternal, because everyone thinks that M is for mother or whatever, and I don't think it is at all. But nevertheless, the relationship is very strong and very dependent on each other. Well, you've kind of answered the question. It's in the Fleming. I mean, if you go back to the books, he's so conflicted, and he struggles with it. I mean, Fleming struggled with it. I mean, he tried to kill him off, and he got angry. You know, he got sort of annoyed with the character, and that I think is. We haven't tried to self-consciously make him more emotional. It's just the story we're telling is an emotional story. You got me. Now, here's your prize. The latest thing from my local toy store. It's called Radio. I do hope that wasn't for me. But that is. Skyfall combines a little bit of the old classic Bond movies with a more advanced idea of things have to change and renovate. That's one of the themes in the movie, and that has to be implied in every character. And in my character, what we try to achieve is bring a little bit of the flavor of the old classic Bond villains into him without losing the present times. And I think the whole movie is touched by that flavor of the old and the new. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. По новиот 007 дел остануваме на територијата на британската престолнина, која во изминатите пар недели беше центар на светските филмски случувања. Имено 10 денови пред премиерата на Небесен пат интензивно се случуваше Лондонскиот филмски фестивал како последно годишно собиралиште на филмаџиите од целиот свет. Фестивал кој нема некој голем компетитивен карактер, туку повеќе пазарен, но сепак вистински престиж е да се прикаже својот филм во Лондон, особено ако се знае дека таму истиот може добро да го продадете. Во следните минути издвојуваме неколку интересни лондонски наслови, вклучувајќи го и режисерското деби на Дастин Хофман насловено Квартет. Одиме. Everybody here is family. You know I love you, man. I would lay down my life for you, dude. Hey, partner, what's up? I want to have a daughter, man. That'd be so cool. Just don't let her date cops. She's not dating anyone. Во својата прва година на чело на Лондонскиот филмски фестивал, директорката Клер Стюарт со својата екипа избра 225 целовечерни филмови и 111 кратки за публиката и критичарите. Фестивалот, кој започна во далечната 1957 година како собир на најдоброто во британската кинематографија, набрзо потоа стана значаен светски фестивал на кој оваа година за прв пат се воведоа и награди за чисто да се привлечат што повеќе продукции како гости на фестивалот.
Еден од највозбудливите, а на крајот и наградени филмови на Лондонскиот филмски фестивал, кој заврши на 21 октомври, беше француското остварување Рѓа и коски на ценетиот режисер Жак Одиар, кога го паметиме по одличниот филм Пророкот. Главната роља во филмот ја толкува се попопуларната француска актерка Марион Котијар. It's always something that I really love and I really enjoy to share a movie with a different people in a different country and kind of a different culture, even though we're kind of close, but I love festivals. I think it's a place where you can, share, as I said, culture and different genre, different visions and cinema. Ist ins Gefängnis? Du darfst nie vergessen, wer du bist. Mutter, Vater? Еден од филмовите кој исто така остави силен впечаток во Лондон беше и драмата за Втората светска војна насловена Лор во режија на Кейт Шортленд. Our film is a small film. It's a low budget film. We don't have a lot of money to publicise it. So it's fantastic because you get local people coming into the cinema and engaging with the film, which they may not usually. Крајот на времето пак е полициски трилер со Джейк Гиленхол и Майкл Пена како двајца полицајци, кои не работат баш се според пропишаните закони, нешто што е стара тема за филмска обработка. Search X-ray 13, suspect running on foot. Look at me. We're shooting our way out of here, bro. 1, 2, 3. А Лондон оваа година не го одмина ниту Дастин Хофман, кој имаше и тоа како добра причина за славие. Имено токму во британската престолнина Хофман го промовираше своето режисерско деби, филмот Квартет, во кој за прв пат во својата долга кариера познатиот актер не беше пред, туку зад камерата. He's brilliant. He's absolutely lovely. And he was nervous about directing and all that. So he's anything but pushy. And you get people who say, oh, he's a perfectionist and all that. What the hell's wrong with that? You know, it's nice to be a perfectionist. Квартет е типична британска комедија за четворица постари оперски пејачи кои се реобединуваат за настап во еден дом за стари лица. Хофман го обожувал сценариото и со години се обидувал да го реализира, но немал среќа со наоѓање на продуценти. На крајот успел во намерата и многу е задоволен од резултатот. The idea is not to be one. The idea is not to be one, and that's usually, unfortunately, the case with directors, that they're non-collaborative, and they want you to, it's like those Victorian marriages, the director's the husband that says, just stay at home, have children, do the dishes, and I'll make you look pretty, but the actors have better ideas than anybody, as do the crew, and I think that's the trick, is to be aware that the collaboration that will enliven and heighten the film is all around you. That's the truth. Главните роли во Квартет ги толкуваат ветераните Меги Смит, Били Коноли, Полин Колинс и Майкл Гамбон. Филмот по премиерата во Лондон, својата киноодисеја во Америка, Британија и Германија, ќе започне на почетокот на следната година, поточно во јануари. Wise man goes when he can, the fool goes when he must. Look, here's Jean in all her glory. Oh, Jean. You haven't changed a jot. Didn't I tell you? Didn't I say she still looks like a young girl? Reggie, don't I get a kiss? Reg? Now, I apologize for hurting you. Please be kind to me. We were different people then. You talking to me? You talking to me? You talking to me?
Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Дојдовме до една од вашите омилени рубрики во магазинот Култна сцена, во која вечерва правиме посвета на прерано починатиот македонски режисер Владо Цветановски, кој минатата недела замина од овој свет на 53 годишна возраст. Од класата на професорот на ФДУ во Скопје излегува многу квалитетни домашни актерски имиња, а режисерот за себе остави еден куп квалитетни представи, неретко наградувани како во Македонија, така и во странство. Владо Цветановски во 2006 година ни го подари и целовечерното филмско остварување Тајната книга, според сценарио на Љубе Цветановски и Јордан Племнеш, од која вечерва во негова чест гледаме еден интересен исечок. Тајната книга Владо Цветановски. Бандити, шпиони, ракласнат. Ракласнат. Да се съм. Тоа беше сцена од Тајната книга. Магазинот го продолжуваме со трейлер за еден документарец, долго најавуван и деновиве конечно реализиран на радост на многуминени светот, секако на фестивалот во Лондон. Се работи за документарниот филм едноставно насловен Underground или Подземје, во кој режисерот Роберт Коноли ја раскажува приказната за Wikileaks херојот Џулијан Асанж. Базиран според романот на Сулет Драйфус, Подземје зборува за тинејдж деновите на Асанж, за неговата мајка активист, за неговиот прв компјутер и првите хакерски достигнувања со него. Последните 2 минути, Underground, приказната за Џулијан Асанж. Одиме. I thought you wanted a challenge. I was thinking US military. You want to get us killed, Mendax? Look, right now the United States is at war in the Middle East, and your son has hacked into the US military database. The Americans are looking for him right now here in Australia. You've got to stand up and decide what it is you want. Don't let her choices make you normal.
Do you want to just go somewhere away? I have to do this. Where did you get these? They're on the move. Something big's about to happen. How about we shut down the whole U.S. military? That Operation Desert Storm has now exceeded UN. No, it's us. We're gone, man. We need a trace. Protecting the core with some form of encryption kit. I told you I needed more time so I could find this story. What are you now, a journalist? Tonight, the battle has been joined. They're military targets in Iraq. We're leaving. Come on, pack your bags. What? They will find I am not going to betray my son today, Sergeant. Not to you or them. Secrecy laws are a way for governments to conceal the truth. По трейлерот за Асанж, убавата вест за сите филмофили вели дека следниот месец во Скопје Сити Мол треба да се отворат првите 3D кина Cineplex, откако тоа веќе одамна се случи во сите останати земји на Балканот. Според најавите, во 9 кина, кои ќе имаат околу 1400 сидишта, ќе може да се види комбинација од филмови, односно ќе има блокбастери, но и независни остварувања, што значи задоволување на вкусот на различни типови на публика. Меѓу оние наслови кои ќе можат да се видат во кината Cineplex за време на престојните новогодишни и божични празници, ќе биде и новото остварување на Квентин Тарантино, Джанго. Одиме со трейлерот за овој филм, а по него, како фино надоврзување, следи еден прекрасно измонтиран клип со сцени од филмови на Тарантино, во кои тој милува ситуацијата на екранот да ја прикаже од долен ракурс. Се сеќавате на отворањето на багажникот во Pulp Fiction, од прилика на таа линија. Тарантино. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. When I hear that trumpet sound, What's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better they are, bigger the reward. I need your help. I'm looking for the Brittle brothers. However, I don't know what they look like, but you do. Don't you? They caught my wife, and they sold her, but I don't know who to. That means we visit every plantation until we find them. Once a final Brittle brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom. And I'll take you to rescue your wife. Where are we going? Yes! Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you for it? What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? What's your name? Django. The D is silent. He's dead. Shit. When I open the trunk, you pop up and rack this motherfucker. We should have fucking shotguns. This shit is off the fucking hook. Every time you don't give me answers,
I'm gonna cut something off. Just know, you hurt him, you die. I dare you! I double dare you, motherfucker! You're gonna give it a shot. You're gonna give it a shot. I ain't giving it a shot. 5 long years he wore this watch. Up his ass. Then he died of dysentery. Give me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass 2 years. I gotta go pee. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. You're going underneath the ground tonight. I think this just might be my masterpiece. Се надевам ви се допадна она што го видовте во претходниот блог, бидејќи имаме уште 3 слични парчиња за фино заокружување на вечерашниот Филмополис 413. Иако Тарантино милува нештата да ги прикажува од долен ракурс, неговиот американски колега режисерот Вес Андерсон тоа го прави од озгора. Сепак, најпрепознатлив во својот режисерски пристап кон нештата на екранот има легендарниот Стенли Кјубрик, кој многу сцени сними само односно од една перспектива, со длабочина на кадарот кој навистина остава без здив, како единствен препознатлив авторски белег во светската кинематографија. За сето ова во следните 3 прекрасно измонтирани парчиња од маестро Когонада, вклучувајќи го и клипот, помеѓу во кој ќе видиме необични точки на снимање, како внатрешност на фрижидер, WC школка, фен, базен и што уште не. Сето тоа за крај на вечерашниот Филмополис. Уживајте, се гледаме следниот понеделник.